Македонското општество се најдена раскрсница. Или да се закорави во собствените историски табу теми, или да тргне напред кон европските текови, кон новиот европски идентитет, во чија основа лежеше расчистувањето со темните дамки и жртвите на комунистичките режими. Малкумина беа упатени во тајните на Сремска Митровица, Стара Градишка, Главњача, Лепоглава, Крндија, Рамски Рит, Забела, Голи Оток, Свети Гргур, во режимот на изживување врз политичките затвореници и Титови неистомисленици во авнеска Југославија. Јас сум едини можда ефтин Гашев кој не сме кажале, кој не е пристал тоа и кој на суд кажавме да сме ние малтретирани. Јас сакав да се облечам кондори, али не ми дозволи надзирателот и не ми дозволи судијата, за да видат дека има пликови од тепање потабани со жица. Со жица тепање. Златко Билјановски, он ми беше исследовател, рече, врзете го. Ме врзете му герачите. А ја веќе 6 дена сум стоял. Ставите му јамка за бестилка, јамката ставите ја горе за железо. Ја сега, кога не сум спал 6 дена, не сум пиел вода, не сум јадел ништо, кога ми се спие, затам јамката ме стега. Значи не можам да спијам. Разберете? Ова го легнем и го ме стегна. А ја не можам да ги рацете ми се врзани. И така. Само тој е жив. Тие туди даја ura. Абе, то беше ужасно, бе. Абе, то тие истражители, тие удбаши. Абе, тој душата ќе ти опата, не тебе. Тие затворници, полни, истранци, затвори, повеќето тука останали. Лесно е откад чизеш да те осуде, одиш и таму на работилиште и да се сретиш, овдека сонце нема да те види. И тој удбаш не ти дава ти да мислиш и да кажеш одаш. Тој што ти налага, ти тој ќе окажеш или нема живност. Татко ми го осудија, судењето беше утработивиште, пред нас, пред сите. И вика, после пресудата пушчија го него. На свижење, таму идехме од училница. И ние му носиме дреј да се пресоблече, мама му носи, и кога ојде там на една клупа у ќошо седнува да се пресоблече, кога ги соблече тие неговите дреј, има што да видиш.
Од петите до шијата, целиот модер како палтото. Мама му вика, шо е тоа, вика, стреили, вика, толку си модер. А он не можеше убаво да говори, оти многу тепан. Вика, на електричен стол не става. За да признае нешто. А шо има да признае, освен тоа што му оптужбата и што кажува? Дека, вика, јас сам, вика, за организацијата. Ако треба и да загинам, останувам, вика, за организацијата. За време на комунистичкиот период, нашата фамилија како патриотски ориентирана за Македонија и идеалите за Македонија беше прогонувана, малтретирана, омаловажувана, затоа што ние малце поинако мислевме од тие во тоа време што мислеа. Тие го измислуваа тоа, кобајди сме за туѓи интереси и туѓи идеали, зошто? За да имаш како да те затворат, како да те малтретираат, кобајди, да оправда неправдата што ни беше наметната. А никој пат не сме били ние за туѓи интереси и туѓи идеали. Ние не сме сакали ни Бугарија, ни Србија, ни Грција, ни Румунија. Ние си ја сакавме Македонија и македонската држава. И таму во пресудата вели дека одцепување од федералните единици на Југославијата во обвинителниот акт и праје самостојна македонска држава. Плејадата македонски национални дејци застанаа на линијата за поголема самостојност на Македонија. Ваквите ставови на оваа така наречена промакедонска струја беа прогласени за антипартиски, за автономизам и сепаратизам. Низ силната партиска агитација и пропаганда и со нагласената улога на одделението за заштита на народот, ОЗНА, формирано уште пред конституирањето на АСНОМ, започна хајка против овие личности. Тие беа ставени во арсеналот на непријатели на Титова Југославија и на братството и единството со југословенските народи. Особено за грев се земаше нивната поврзаност со идеите на ВМРО, за самостојна и обединета Македонија. Јас сум роден брат на Наум Којзеклиев, кој во 46 година беше суден во Штип за идеите на ВМРО. Тоа е прва штипска ВМРО-вска група и прв процес во Штип. Во март месец 46 година беше извршена провала, беа лишени руководството од слобода и против нив се почна истражна постапка која што траеше повеќе од 6 месеци. Во таа истражна постапка голгота, мачење, страдање, какви што човек не може да ги замисли. Тие се опишани во книгата Судини за Македонија.
1946 година се запишав на факултет во Скопје, каде што на 1. мај 1947 година ме лиши од слобода. По завршувањето на истрагата, која траеше од 1. мај до 12. јули, кога беше процесот, ние, како и сите политички затвореници во тоа време, бевме подложувани на ред испитувања, измачувања, да се дојде до некаква вистина за која они мислеат дека треба да ја откријат. Обвинението се состоеше во тоа дека сме членови на ВМРО. 49 година негде не префрлија во централниот затвор во Сремска Митровица. Таму исто така правевме патишта, мостови, на аутопатот Белград-Загреб. Значи, целото време бевме тотално, како се каже, експлоатирани, употребувани како работна рака. Па дури и кога си дојдовме по издржувањето на казната, продолжи тоа испитување, тоа следење, тоа мислам до таму негде до 10-те години. За прва тајна политичка организација во македонската држава по Втората светска војна се смета Демократскиот фронт на Македонија, Илинден 1903, основана во 1945 година. Начело на новата ВМРО-вска организација стоеле 5 македонци од различни краеви на Македонија. Доктор Илија Чулев, лекар од Кавадарци, доктор Димитар Златарев од Охрид, докторирал правни науки на Универзитетот во Рим, Коста Хримсов Смилец, родом од Старчишта, Драма, Егејска Македонија, Стефан Кузманов, економист од Битола, и Коста Динев, економист од Срачиново, Воден, Егејска Македонија. Нагласувајќи ја приврзаноста кон ВМРО Гоцеделчевска, оваа организација се декларира дека ги изразува националните интереси и стремежи на целиот македонски народ од трите дела на Македонија за национално обединување и самостојна државност. Овие заложби биле внесени во меморандумот за независна Македонија, што Демократскиот фронт на Македонија уште во текот на 1945 година го испреќа до Организацијата на Обединетите нации. Меѓу другото, во меморандумот стои: Белград измисли нова формула за запазување на своето владење во Македонија. Под булото на србокомунизмот се смени само формулата, а целата суштина си остана иста. Бавно, но сигурно, целосно и неповратно србизирање на македонскиот народ.
Затворите се преполни со македонски патриоти и родолюби. Нема населено место во кое не е извршено убиство. Измачувањата и инквизициите со сите нејзини методи над македонците се како во средните векови. Со овие зборови, во меморандумот во кој се бара обединета и независна македонска држава, неговите потписници си антиципирале и собствената судбина. На 20. октомври 1945 властите ја откриле организацијата и ги затвориле раководните лица. Процесот против овие приврзаници на идеите на ВМРО започнал на 8 февруари 1946 година. Судот е безмилосен. Константин Хрисимов е осуден на 20 години строг затвор, Стефан Кузманов на 15 години, доктор Димитар Златарев на 14 години, доктор Илија Чулев на 10 години, Константин Динев на 6 години, Петар Петров на 4 години и така натаму. Посебно трагична е судбината на доктор Илија Чулев и на Хрисимов. Доктор Илија Чулев бил подложен на најсурови измачувања. Бил деноноќно претепуван и ставан во безвоздушен канцер. Во 1948 година им подлегнал на страотните измачувања. Од канцерот го извлекле мртов. Вецко Стаматовски му даде задача на Драгета Шурбановски и на Спира Саботиновски да појдат во училиште да ги напишат паролите. Бидејќи зидовите беа бели и тие отидоа, напиша таму пароли да живеј ВМРО, долу комунистичката партија, да живеј самостална Македонија. Сето училиште беше поплавено со пароли. После истрагата наша, мачење, тепање поединачно, за да признеме што сме работеле и како сме работеле. После истрагата наша, заминуваме со камион во централниот затвор во Битола. Судијата ја прочита присудата, на Ставрета му дадоја 10 години строг затвор, на Вецка Стамата го осудија со 8 години затвор, а Спира Стевановски го осудија на 6 години затвор. И после судењето во Битола беа отерани во Идризово. Ја беа во окупаторски слуги. И кога нашите ги фрлаа од балконот доле и кога пишуваја на зидовите Македонија умирам за тебе, они си делеат цигари и пушење, вика да бој даже никој, дај Боже никој да не излезе. Јавниот обвинител, кој беше од Прилеп, бараше за неколку души од нашиот процес, а ние бевме сите 13, смртна пресуда или најстрога казна по законот. Кога дојде редот на мене и Кирил, јавниот обвинител рече: двајцата наставници не се ни за живот, ни за смрт. Не се за живот, бидејќи многу се работеле. Значи против народот и државата.
иако не бевме ништо работеле, а не се за смрт оти се млади. И кога казните ги кажуваа, до мене, јас бев во обвинителниот акт 8, сите беа осудени на смрт со стрелање. Кога дојде кај мене, јас бев осуден прв на временска казна, после Кирил Сивевски и другите. Значи, 7 од 13 души беа осудени на смрт, а 6 на временска казна. Со години стекнуван имот преку ноќ стануваше така наречено општонародно добро, кое во најголем дел го ползуваа представници на така наречената народна власт. Со прекумерна репресија и прогласување за непријатели, според слободна проценка на некој локален моќник, преку казнено законодавство, во Народна република Македонија беа одземени над 90% од приватната сопственост, уште пред спроведувањето на формалната национализација во декември 1946 година. Многумина до вчерашни борци не можеа да ги прифатат таквите мерки на комунистичката власт. Започна ликвидирањето на козите, национализацијата на големите сточни стада, колективизацијата на селото. Селанството како социјална категорија, покрај приватните сопственици во градот, најсурово и најжестоко врз своите плеќи ја почувствуваа комунистичката транзиција. Работните логори Маврово, Моноспитово, Преспа, Кајмакчалан, каменоломот Добој, рудникот Злетово, Идризово и локалните затвори беа преполнети со селани. Нивните семејства со месеци не знаеа каде се, а дел од нив, како што стои запишано понекаде, гизела помрачина, не им се знае гробот. Тоа дисциплинирање на населението и воспоставување контрола, преземање на политичката власт и создобивање економска моќ преку насилно одземање на сопственоста, идеолошката и политичката исклучивост на комунистичката власт, покрај главното, парцијалното решение на македонското прашање, беа основните причини за создавање на илегални организации во духот и традицијата на ВМРО. Овие новоформирани тајни организации го креваа гласот против прекумерната репресија, против насилните конфискации, национализации. Отстранувањето на Ченто означи сигнал за безмилосна чистка на сите оние кои бараа целосно решавање на македонското прашање, на оние кои дигнаа глас против насилството над граѓаните, против недемократското владење на партијата, против насилните експроприации. Сите тие, како ВМРО-вски, антипартиски и антидржавни прозападни елементи, беа сурово репресирани. За сите беше најдена универзална формула. Беа прогласени за приврзаници на Ванчо Михајлов и империјалистички шпијуни. А кој го наметна тоа? Му наметна, му изеде козите, му изеде шумата, одошо да живеете. Немаше екзистенција, беше принуден да бегат. Или да емигрира во град, или да емигрират во странство.
Ние имаме мош над 1000 декара земја, прва покрај Брегалница, Бахчи, ниви у долно поле, горно поле, у градините, у растоките. Тука тоа близината беше псовци, стада, тоа немаше што нема. Меѓутоа, се беше убаво да не беа селските кодоши. Страдањата почнаа, татко ми го затворија. И кога го не го затворија, за кратко време после него и тетин ми го затворија. Оние доа веќе му затвор. Ние бехме како црна овца во стадото во селото веќе. Прогласени за ратни богаташи. Бедата го наметна комунизмот со национализацијата и со колективизација. Крушево беше пресе трговски град во тоа време. Посетуваше со големо сточарство развиено, овдека имаше неколку фамилија диковци, кардуловци, што имаја по 6-7 глави овци, разбираш, национализирани. Авраам еден имаше, што му се задал 12.000 глави овци, и со тоа сточниот фонд сега, од тој период до сега е паднате на 75%. Зошто? Со национализацијата на тој поредок се уништи сточниот фонд во Македонија. Гледавме ние како патриотски ориентирани луѓе дека неправдата му се подметнуваше саде на Македонија и економски беше исцрпувана Македонија од многу причини. Прво, национализацијата, колективизацијата, прогласувани ратни богаташи за 3 години, трговците стенеќи на злато му беше одземена на македонскиот народ и однесен во Белград, а до кај другите републики, Хрватска и Словенија, немаше национализација, немаше колективизација и денеска затоа се тие економски појаки од нас. Оние пак, со кои не се расчисти во првите повоени години, ги стаса судирот на КПЈ со информбирото. Уште една спасоносна формула за дисквалификации и ликвидации. Голем дел од македонските борци за обединета Македонија, прогласени за информбировци, беа испратени на општествено превоспитување на Голи Оток, еден од најзлогласните логори во поствоена Европа. Во евиденцијата сочувана во СВР, на списокот се наоѓаат 882 македонци, но нивната бројка сигурно е околу 1000, бидејќи секојдневно се откриваат личности кои по 4-5 години биле на Голи Оток, а ги нема во списокот. На Голи Оток згасна животот на македонскиот трибун и учител Панко Брашнаров. Таму беа одведени Петре Пиру Земајски, Лазар Соколов, Владимир Полежиновски, Генади Лешко, Јонче Фотев, Венко Марковски, Кемал Аголи,
Трајко Мишковски, Димче Аджимитревски, писателот Иван Точко и неговата сопруга, Богдан Божиновски. Жртви на теророт за време на информбирото беа Кирил Ќамилов, Ризо Ризов, Кирил Петрушевски. Последниот гемиџија, Павел Шатев, умира од глад и студ во куќен затвор во Битола. Трагична е судбината и на браќата Кемал и Неџата Голи, двајца албански антифашисти и интелектуалци, по потекло од Дебар. Неџата Голи, член на АСНОМ, втор подпредседател на президиумот на АСНОМ, министер во првата влада на Народна република Македонија, како приврзаник на резолуцијата на информбирото, бил убиен во април 1949 година на Скопското Кале. Неговиот брат Кемала Голи, учесник на првото заседание на АСНОМ и забележлива политичка личност во првите години на градењето на современата македонска држава, бил казнет со казна општествено корисна работа во логорот Голи Оток, каде останал од 1949 до 1962 година.